Верниците во недела ќе го слават Христовото воскресение Великден. Голем дел од нив го практикуваат постењето, одрекнување од млечни производи, производи од животинско потекло и јајца. Какво влијание има постењето врз здравјето на луѓето, објаснува специјалистот по семејна медицина доктор Светлана Трифуновска. Постот не би требал да биде иска и сите луѓе. Туку треба да зависи од нивната здравствена состојба и од годините на старост. Многу е важно пред да почне постот 7 до 10 дена постепено да се смалува користењето на намирниците од животинско потекло и така да се олесни преодот кон овој друг начин на исхрана. Истото би важело и за завршување на постот, што е сега поактуелно у моментов и треба да се зголемува тој внес на намирници од животинско потекло, а не нагло да се почне со голем внес на месо, месни производи, јајца и други тешки храни, нели? Затоа што многу често може да настане надуеност, грчеви болки во стомакот, тоа представува една енергетска бомба за организмот, дури може да се јават и многу полоши коморбидитети, па пациентите да завршат во болнички услови. Дали е препорачливо сите групи на верници да постат? Доктор Трифуновска вели дека на ризичните групи граѓани не им се советува постење, особено во овој период кога владее пандемијата со коронавирусот и потребно е да се одржува имунитетот. Пациенти што имаат некаков тип на шеќерна болест, односно диабетес, пациенти со коморбидитети, односно пациенти што имаат болести на срцето и крвните садови, мозочни удари, инфаркти и некои слични коморбидитети, пациенти што имаат малигни болести што се во тек на лекување и пациенти што се бават со тешка физичка работа, трудници, деца и други пациенти со осврт голем, тука би направила пациенти што се имунодефициентни, односно пациенти што имаат намален имунитет. Секој пациент што би требало да пости, би требало до сега да се советува со својот матичен лекар. Посебно по старите лица, ја не би советувала скоро никој да пости, затоа што за да се заштитиме од коронавирус мора имунитетот да го одржуваме на многу високо ниво. Треба да си намалат стрес, треба да имаат правилна протеинска, зеленчукова и овошна исхрана, за да се внесе доволно количество на витамини и протеинска исхрана. Затоа реков дека за одредени пациенти овој период посебно не би го советувала за постење. Доктор Трифуновска и со порака до граѓаните да одржуваат дистанца кога влегуваат во простории каде што има голема фреквенција на луѓе, редовно да мијат раце, да внесуваат доволно витамини и здрава храна и редовно да се консултираат со својот матичен лекар.